Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села, природните убавини и културно-историските знаменитости во Република Македонија ете ме донесе во Крушевскиот регион, така да речам во неговиот равничарски дел. Овој пат решив да прошетам низ оваа регија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за оваа регија, чиј регион, устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода на вистина историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Оваа регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, заклучно со денешното наше современие. Наминав во атарот на општината Крушево, една од 8 општини кои припаѓаат на Пелагониско-Демихисарската котлина, поточно речено во селото Врбоец е едно од неколкуте населени места кои се распостилаат во равничарскиот дел на оваа регија. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, мощне рано, во утринските часови на сам ден на македонскиот христијански православен духовен празник, рождество на Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Мала Богородица, патронот и заштитник на селото Врбоец, чија летна селска слава од памтивека ја слават мештаните од ова село, како почит на нивниот патрон и заштитник, чиј храм го носи селската црква, рождество на Пресвета Богородица. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше летен. Небото кристално чисто, сонцето што току беше изгреано над плодното Пилевско поле, каде што селото Врбоец раскошно блескотеше под зраците на пелагониското сонце, распотлано во прзовите под Мечкин камен. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, имав две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Врбоец, низ времето надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надежда дека меѓу помладите врбовчанци, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот, а другата е поканата на моите домајќини, мештаните од ова село, да присуствувам на прославата на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште, селската црква, рождество на Пресвета Богородица, кое празнување го слави како летна селска слава сето село низ вековите што одамна изминале, секое господово лето на 21 ден од месец септември, како и овој 21 ден од месец септември 2018 овогодишно господово лето. Господи,
Исусе Христе Боже наш, благослови го лебо, пшеницата и виното со Твојот свет дух, сега и секогаш и во вечни векови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебо, пшеницата и виното со Твојот свет дух, сега и секогаш и во вечни векови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебо, пшеницата и виното со Твојот свет дух, сега и секогаш и во вечни векови. Уште Тие принесуваме оваа бескара жртва во слава и чест на Пресвета Богородица за здравје и спасение на чедата Божи, Милорад, Лилјана, Менде, Александра, Леони, Теодор, Магде, Валентин, Стеван, Сара, Драган, Роза, Николчен, Марија, Владин, Елица, Боце, Примија, во Твојот на небесен и мисловен свој жртвеник. Но пред да ја видите приказната за празнувањето на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи и многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште, Селската црква Рождество на Пресвета Богородица, кое празнување како селска слава, секоја година мештаните од селото Врбојец ја празнуваат на 21-иот ден од месец септември, како и ова 2018-то овогодишно Господово лето, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Прв пат селото Врбојец во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во која селото Врбовец припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер Свето Преображение, меѓу народот попознат како Зезетскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обновениот Трескавечки манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, и исто така за Свето Преображение меѓу народот попознат како Зезетскиот манастир. Колку број куќи село Врбојец? Селото околу 75-80 тука некаде. Бројот на жителите? Што е важно, снимивте во емисија ќе видат, имаме дечина подмнок, тоа е најважно. Тоа е најважното нешто што ми да постои. Имаме и планина, и поле, и два патој, и замислете 4 реки, што мислам дека е ретко во Македонија. Имаме и проект за акумулација, што дека ако слуша, треба да се замисли малце. Албај, например, надолу, треба да се искориста водите што тече. Ова е чисто подрачје, може да се произведува најчиста храна, па и во Македонија. Произведуваме најмногу тутун, моментално јас најмногу, и околу 30 на декари лешници. Најголема мотивација е завршува мојот расадник и почнува планината нагоре е полна со диви лешници. Значи, природата ми кажува што можам да насадам, што успешно. И еве вистина успешно, еве 4-та година сед, полни се лешници, снимајте ќе видите. И тоа прекрасен вкус, прекрасно нешто, без хемикалија, ама апсолутно никаква хемикалија. Овие лешници треба пласман. Овие лешници, пример, не знам каде во некоја фабрика вредат огромно богатство. Од тие хемикалија немате апсолутно никаква. Не може земјоделецот да биде и производител и трговец.
Во пишаните отомански дефтери, селото Врбоец се спомнува во отоманскиот пописен дефтер од 1461 година, каде што се наведува дека границата на вакуфот на Керимбек од Охрид се простира западно од Врбоец до патот што води за превојот Барбараз. Во отоманскиот дефтер од 1461 година, кое се однесува за селото Врбоец, е запишено дека границата на вакуфот на Мустафа Паша Шкодрин од Шкодра се простирал до Врбоец, а му припаѓал на румелискиот Санџак. Врбоец е запишено и во пописниот дефтер од 1462 година, кое му припаѓало на Саид Паша, Устрев ага и Демо ага, кое живеат 30 домаќинства, сите рисјани. Во отоманскиот дефтер од 1470 година е запишено дека вкупниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашвен 1 муд, овес и рж и од улишта 98 акчиња, а од ушур од овошје 30 акчиња. Во втората половина на 17 век селото Врбоец му припаѓало на тимарот Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дозен ага, Кара Мустафа бек, Абдул ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Наиз Ахмед бек. Во ова време во селото живееле 47 домаќинства, сите рисјани. Пред крајот на турското владење, состојаници на чифлиците во селото Врбоец биле Хаджи Шукри бек, Адил бек и Исмаил Казас ага, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек. Овие чифли сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено чифчиите кои работеле на чифлизите на претходно споменатите бегови. Јас сум исто жител на ова село, али одамна пред 30 години сум преселен во Битола и се моментално се наоѓам на славата во село Врбоец на Мала Богородица. Чест ми е што слушнав и многу горствувам што ете се направило едно манастирче на 100 метра над селото во Шумичката и кое се вика Голема Богородица. Селаните се многу восхитени на ова манастирче и на Голема Богородица овдека, на ова манастирче, на ова место овдека, кое се вика Милечешме. Тука има над манастирчето Чешме, кое некогаш се то името го добило Милечешме, некој Миле. Од старите го правило то чешмето и тато го добило името Милечешме. На Голема Богородица овдека имало се правило прослава, се збирале луѓе од секаде и све по познато место станува тоа Врбоец и ова манастирче што е направено позади мене во селото Врбоец. Дека селото Врбоец на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394 и 1767 од Иван Стегаров, пишаниот документ по име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стеван Верковиќ. Дека селото Врбоец на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Прилепското поле, издадена во Белград во 1979 година, за селото Врбоец го забележал следното. Селото Врбоец се распостила под планинскиот гребен Црн врв во непосредна близина на Мечкин камен, покрај патот Кривогаштани Крушево, пред самиот влез во Кривогаштанското поле.
Селото со вода за пиење се снабдува од единствената чешма, а во секој селски двор има бунар, а западно од селото Врбоец се наоѓаат неколку извори, и тоа манастириште, Ласково кладенче, Езериште и Милевата чешма. Селото Врбоец поделено е на две маала, Горно и Долно маало. Селото има 52 куќи. Селото Врбоец има многу топографски викани места како што се Стреже, Ропеш, Опаленик, Кобел, Радобирка, Кленика, Кајоица, Скршена врба, Орлов даб, Гробишта, Кале, Манастириште, Чаир, Цер, Лиманова нива, Шерово трло, Алибов камен, Спаински гробишта и многу други викани топографски места. Врбоец е село од збиен тип. Куќите се наредени една спроти друга, групирани во две маала, Горно и Долно маало. Вкупно има 47 домајчиства. 15 години сум во Австралија и селувањето беше моментално за подобар живот. Се иселив со така речено со мојата избраничка во мојот живот. И таму продолжуваме да живееме со 15 години, имаме на ќеркичка 14 години сега наполнува. Така тој живот неизбежен беше за одржавата. Мислам дека многу мина го посакуваат. Еден од ретките бев и јас што ова село го напуштив на таков начин. Па се надевам дека многу пати и за многу нешта ќе се гледаме пак за добри работи. По четврти пат во 15 години се летам сега. И за представува тоа задоволство и чест да бидам овде на овој ден на ова слава, фамилиарна и селска слава. Се надевам дека ќе имаме уште многу вакви средби со роднини, пријатели од цела ова фамилија и другарство што ни беше во поранешниот наш живот. Дека селото Врбоец е мощно старо село, говорат и археолошките локалитети Стари Дол, Опаленик и Кале, каде што и денес се наоѓаат материјални остатоци од ѕидини и манастириште, каде што според устните преданија на мештаните тука некогаш се наоѓал манастир посветен на Света Богородица. Дека селото Врбоец е мощно старо село, говорат и остатоците на старата сега разрушена црква Свети Атанасије, каде што и денеска може да се видат остатоци од камени шкрилци од различна големина, кои биле носени од непосредната околина и остатоци од мермерните столбови. Црквата била се одложена од 12 метри, а широка 5 метри. Каде сте вие? Од Скадра сум. Од Скадар, како ти е името? Виолета. Пред колку години си овде ка Мажена за двојдом? 13 години сум тука. Може да се сетиш како беше кога дојде први пат тука, пошто туѓо место никого не познаваше? Многу тешко е. Така? Да. После... Ама се навикнам. Се навикнам. 2-3 месеци се навикнам и научам. Во почетокот ти беше и тешко, очиго, пошто твој мајчин јазик е албански, така? Да. Меѓутоа македонски не го знаеше. Не. Кои зборови први вака ги научи? Може да се сетиш? Карањето. Така? Да. Така. Сега немаш никаков проблем. Немам проблем сега. Шо поработуваш со твој домаќин овдека ни село? Тутун. Тутун, а? Да, тутун. На работа одам. Кај иш на работа? Те канабизо, ваму. Еба, добре. Колку Господ ви даде? 3 дечина. 3 дечина, машки и женски? 2 чупина, 1 машка. Како ти се викаат? Давид, Марија и Јована. Так. Според пишаните документи, селото Врбоец датира уште од римско време. Првите жители на селото биле христијани. Во почетокот на 19. век се доселиле и неколку семејни родови од мухемеданска религија. Во текот на 19. век христијанското население било приморано да се исели.
Последниот христијански род од селото Врбоец, кој се иселил, бил семејниот род на Тумбалевци. Се до 1912 година во селото Врбоец живееле исламизирани македонци, меѓу кои Реджеповци, Ајровци, Далиповци, Амедовци, Шутевци, Чакревци и Светотодорци, кои биле населени од селото Светотодори, кои живееле во 35 куќи. Од 1912 до 1913 година овие семејни родови со мухамеданска религија ги продале своите имоти и се иселиле во Турција, а нивните имоти ги купуваат како поранешните семејни родови од ова село, така и семејни родови од неколку села од Димхисарско, пред се од селата Вардино и Бараково, од клучевските села Алданци, Единаковци, полските села Кореница и Крушејани. Селото Врбоец во 1900 година брои 234 жители, во 1916 година во Врбоец живеат 250 жители, во 1948 година Врбоец брои 295 жители, во 1953 година во Врбоец живеат 335 селани, во 1963 година Врбоец брои 352 мештани, во 1971 година во Врбоец живеат 357 мештани, а според пописот од 1981 година Врбоец брои 371 жител, додека пак бројот на населението според пописите од 1994 година и 2002 година бројот на населението рапидно опаѓа. Од каде си родом? Митрани. Така, како ти се викаше домајчинот? Домајчино? Да. Татко ми. Домајчинот, машот. Домајчино Ѓоре. Така, ајде вака да ми кажеш овој, прво што години имаш? Јас 70. Колку Господ Селан ви даде со домајчинот? Ми. Машки и женски? Едно машко, две чупина. Колку имаш оварче го внучина? Внучина. Четири. Ајде ми наброиш, како се вика? Како се вика? Којте се? Сара. А, мој стелум нашиве. Според пишаните документи на доктор Јован Трифуновски, издадени во 1995 година, за селото Врбоец е запишано: во селото Врбоец денеска живеат мештани со влашко и македонско потекло. Првиот семејен род кој во 1913 година се доселил во селото Врбоец е семејниот род Лега, кој е со влашко потекло, а во селото Врбоец се доселил во 1918 година од пилетското село Крушејани, исто така семејен род кој е со влашко потекло, кој во 1918 година се доселил во селото Врбоец од Крушево, Бабушка, додека пак семејниот род на Брезаковци во селото Врбоец од Крушевското Оселци се доселил во 1925 година, а семејниот род на Грашаровци исто така од Крушево се доселил во 1925 година, а нивната лоза води потекло од сега раселеното село Барбарас. Јас се викам Бошковски Андре, село Селце. Што години имаш? Години имам 84. Те служи здравието? Ме држи до сега здравието добро. Така, рече дека живееш во Крушево. Во Крушево живеам, пензионер сум. Од која фамилија си од Селце? Од Селце сум Бошковска фамилија. Така, имаш тамо некој сега од твоите роднини во Селце? Немам, сето е, горе имам четворица сме браќа, 20 ми почина, еден имам брат, има 94 години. Тој кај живее исто во Крушево? Исто Крушево.
Така. Бабичката како ти се викаше? Бабичката пред 2 месеца ми умре. Така? Синјанка и та Бошковска по моje, Така. Од кај ти беше земена? од истото село Селце. Додека пак семејни родови кои се населиле во Врбоец со македонско потекло се семејниот род на Митревци, кој во Врбоец се доселил во 1925 година од демихисарското село Единаковци, семејниот род на Митановци, кој исто така се доселил во Врбоец во 1925 година од Крушевското село Оселци, семејниот род на Вардинци, кои исто во Врбовец се доселиле од демихисарското село Вардино, чии негови корени се од селото Крушејани, семејниот род на Анđелевци, кои исто така се доселиле во Врбовец во 1925 година од селото Кривогаштани, во 1925 година во селото Врбовец од Бирино се доселува семејниот род на Биринци и семејниот род на Бошковци од селото Оселци, семејниот род на Тодоровци од селото Пресил, семејниот род на Патличановци од поречкото село Сланско, семејниот род на Билевци од Крушевското село Пустарека, семејниот род на Кузвановци, чии корени се од селото Света, семејниот род на Наневци, чии корени влечат од Пилепското село Варош, а во 1915 година од селото Бирино се доселени во Врбоец семејниот род на Коларовци, а семејниот род на Рилевци во 1926 година се доселува во Врбоец од Крушевското село Арилево, семејниот род на Гајќерковци во 1927 година во Врбоец се доселува од селото Свето Митрани, во 1927 година од селото Бараково се доселува семејниот род на Бараковци, семејниот род на Зенговци води потекло од Крушевското село Селце, семејниот род на Јобевци води потекло од селото Бирино, семејниот род на Божиновци од селото Ракитница, семејниот род на Нешковци од селото Кривогаштани, кои водат потекло од Пилепското село Рилјаво, Прчковци во Врбоец се доселени од селото Крушејани, Здравевци од селото Алданци, семејниот род на Мицеви водат потекло од селото Жван и семејниот род на Николовци во Врбоец се доселиле во 1932 година од Крушевско. Пошто сме дојдени од Вардино Демирхисарство. Преселени. 1923 година. Еве одека до тебе е и твојата домајчика. Твојата име презиме? Јас сум Зора Митреска. Така? Од каде си родом? Родом сум од Обршани. Од Обршани? Да. Колку години сте заедно со твојот домајчин? Скоро 40 години. Може ли да се сетиш како се зедовте, која време беше тоа, летно, зимно? Не можам да кажам. Со свадбата се дојли бегалка? Не со свадба, да. Со свадба? Да. Од која фамилија си од Обршани? Од Размовци. Од Размовци, ја? Да. Кој е побаво место е Обршани или Врбоец? Шо знам, Обршани сум била на 7 години, таму не сум живеела многу. И Врбоец повеќе сум живеела. Ко поубаво ми е тука, да. Втората половина на 18 век за Врбоец е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето по задушувањето на Карпашовото востание. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скропни сакрални зданија врз претходно разорнатата некогашна манастирска црква Успение на Пресвета Богородица, која е на северо-западниот дел од селото, и на селската црква Рождество на Пресвета Богородица, кој воедно е и соборен селски храм. Во овој храм се чуваат значајни црковни предмети и книги.
Во подалечното минато, врбовчанци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Врбовец не го избегнуваат воените дејствија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Селото Врбовец се наоѓа во близина на градот Крушево, а градот Крушево е револуционерен град. Токму оваа песна ја посветувам на револуционерниот град Крушево и воедно и на моето село. Без надеж. Еј патнику, пешадио, зарем и ти рани од војни ќе лечиш? Или во душата имаш болка, па како мене пред оваа икона ќе клечиш? Дали те уморија високите ридови, или како мене те задушија овие 4 ѕидови? Дали ја премина водата? Дали ја чу смртта за војводата? Дали за него ќе бидеш тажен? Или твојот живот е поважен? Што е тоа црвени капки? Или од животот големи сопки? Се чул ли за божествената комедија? Или животот го гледаш како голема трагедија? А сега, зошто не ми зборуваш? Зошто зборовите не ги повторуваш? Сега сватив за твоето чувство. Од искуство насетив. Ти си тој глас што и на крајот не дава спас. Ти си безнадежта, без одговорот на се, а среќа и одговор не барам ни јас од тебе. Селото Врбовец уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, се одвивала во манастирската црква Успение на Пресвета Богородица на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот од семејниот род на поповци, родом од пилепското село Маргари, а бил учител во 2 учебни години и тоа во 1899 и 1900 година. Во учебната 1900 и 1901 година во Врбовец учителствува даскало Томо, а за време на неговото учителствување е формиран огранокот на ТМОР прв во оваа регија. Во селото Врбовец учители биле и Ноне Захариев, Крсто Мито, Симчо Стојанов, Христо Антич и многу други. Кога секој добронамерник ќе дојде во Врбовец и кога ќе прошета низ селските сокачења и пачења, иако ќе ја сретне старата традиционална македонска чаршиска архитектура, ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Врбовец не е заборавено село, селото Врбовец наликува на една современа приградска населба, на која населба можат да и позавидат многу други приградски и градски населби во Република Македонија. Мештаните од селото Врбовец ми раскажа многу приказни за минатото на нивниот роден крај, но приказната како врбовчанци ја прославија нивната многувековна селска летна слава, посветена на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи многувековното македонско христијанско православно духовно светилиште, црквата Рождество на Пресвета Богородица, кое празнување се одржа на 21 ден од месец септември 2018 овогодишно Господово лето, ќе ви доловам во наредната документарна емисија за селото Врбовец.